Здраво на сите! Добре дојдовте во уште една епизода на овој подкаст Марија во Америка. Драго ми е што сте со нас, драго ми е што не подржувате. Заедно се дружиме на YouTube каналот на Марија во Америка и ги раскажуваме приказните кои што вреда да се слушнат, да се дознае за нив, да ги дознаете судбините на нашите македонци овде во Америка. Присутни сме, како што знаете, на YouTube каналот Марија во Америка, присутни сме на Instagram Марија во Америка, на Facebook страната Марија во Америка. Јас сум Марија Главчева, вашата водителка и авторка на овој подкаст. Поддржете не, станете спонзор и бидете дел од нашата убава приказна. Започнуваме веднаш по најавната шпица. Мојот денешен гостин потекнува од Неготино. Неговата животна приказна е навистина необична и интересна и чест ми е што ќе ви ја раскаже токму во овој подкаст. Мислам дека мој прв подкаст воопшто во животот, но се надевам не и последен и се надевам дека ќе уживате во нашите разговори затоа што се знаеме многу одамно уште од Македонија, уште од онаа златна ера 2007-2008 година кога ги започнувавме заедно кариерите. Денес се во Америка, живее, работи и за неговата приказна и за неговите успеси и падови ќе ви каже токму тој. Илија Илов во моје друштво, добре дојде. Благодарам, добро најдов. Како најав, да, точно, прв подкаст. Зошто? Затоа што ние сме од стари времења, бевме тогаш во весници повеќе на телевизија, и јас не ги фатив подкастите, ниту Инстаграм немаше во тој период. Така. Драго ми е што си дел од мојот подкаст да ми раскажеш за твојата животна приказна. Може би гледачите те паметат, те знаат како насловно лице, како лице од насловната страна, манекен, фотомодел, но за тоа малку подоцна ќе разговараме. Сакам да те прашам како си ти овде во Америка, како живееш, како функционираш, а потоа ќе се вратиме на твоите корени во Македонија. Јас сум тука дојден 2015. Прв пат дојдов 2009, имам сестра, имам зет овдека и така дојдов. Првиот пат кога дојдов 2009 беше туристички. Потоа дојдов 2012 пак туристички, точно знаев што ме очекува овде. Немав јас тежок период кога дојдов 2015 година, последен пат и кога решив дека ќе останам. Мојот главен проблем беше во борба со егото. Моето его беше толку гласно да немав нешто друго што би можел да слушам. Тоа беше главната моја борба. Јас немав некои тешкоти, потешкоти. Зет ми и сестра ми дадоа многу добар старт. Све беше совршено, но главниот проблем беше од каде дојдов, кој бев, не дека бев нешто посебно или сите ние сме луѓе, но тие гласови 80% од нашето време што ги исполнуваат беа многу погласни отколку тоа што требаше да го правам. Знаеш како имаше кариера, беше некој нешто на твој начин, во твојот свет, на твое ниво, сега доаѓаш тука од ништо и почнуваш со нешто и не е едноставно, не е лесно, тоа го знаеме, но во 2009 кога дојде, како ти се виде Америка? Што ти беше различно од Македонија? За мене беше совршено. Јас во тој временски период бев многу фитнес, многу трчав, морав да бидам во добра форма и затоа што јас прв пат кога дојдов бев 18 години, а мојата кариера манекенска, актерска почна на 15 години и веќе ја имав 3 години кариера и мојот старт беше многу голем, затоа што бев прв пат излегов во Hello магазин во Белград, значи на српски магазин, потоа дојдов во ЕДН, ако се сеќаш на тоа време, на насловна страна и беше многу полесно и имав многу голем буст и беше многу полесно за мене во тој временски период. Потоа бев на А1 и многу лесно, све одеше на харизма. Ја многу лесно сум ги добил работите затоа што секој сум имал некаков вид харизма, што брзо ми одело се. Кога дојдов тука, на тогаш 18 години, зет ми имаше во тој временски период македонска кафана, се викаше Зенкис. Луѓето што живеат овде знаат и добро која тоа е.
И Зборуваме за Crown Point за Индијана. Crown Point Индијана. И ми беше лесно. Знаеш, тие има бизнис, јас влегов неколку дена, бев како келнер тамо. И ми беше интересно. Но никогаш не планирав да останам тука, ниту да живеам тука. Мојот целосен ментален склоп во тој период беше само за Македонија. Таму сакаше Тамо. нека изгуглаат сите, нека видат Илија Илов за што станува збор, Да. за твоите насловни страни, за тоа како изгледаш тогаш, во каква форма си, што се правиш и навистина е кариера која што, нели, за тебе значила тогаш многу. И зашто ја засакав јас Америка? Затоа што кога трчав на трака, на тогаш видов американци кои што прв пат ти викаат и здраво како си, уште колку мили имаш за трчање, браво, само напред. Јас мислев дека цело тоа е нешто што го гледаме само на холивудски филмови, дека никогаш не било толку пресно и блиску до нас. Но сега беше опипливо, се стана многу опипливо. Колку и да изгледаше се толку пластично овде, се беше толку опипливо и лесно достапно. И ја не се исплашив од тоа, но не беше тоа за мене. Ја мислев дека мојата кариера ќе оди нагоре во Европа. Имав вториот пат кога дојдов тука специјално се вратив во Европа затоа што имав кастинг за да влезам во Model Look Search. Не ме фаќате за збор, тоа беше една од најголемите модни компании тогаш во Милано. Преку српска агенција и преку нашата агенција Model Scene. И тука прв пат сватив дека можда не сум јас добар за таа работа. И се повлеков повеќе бев за моделство. И можда луѓето се уште се сеќаваат на Тоше Проевски и све ово премало за крај, затоа што мислам дека тоа ми беше најголемата среќа и најголемото проклетство во мојата кариера. Кажи ми за тој проект. Кажи ми за тој видеозапис. Јас сите што знаат колку ја многу го сакав Тоше, ја мислам дека ние имавме како двајца свети луѓе, што едниот е се уште жив, што го имаме во Балканот и кај нас, тоа е Тоше и Новак Џоковиќ. Јас не сум видел толку голема светлина некои луѓе да представуваат и да оставаат позади нив. Јас многу сакав Тоше. И кога умре, Бог да го прости, мене луѓе ми се јавуваат да ми изјават сочувство. Го запозна Тоше ти некојаш, го знаеше? Не. Не? Не. Беше на негови концерти? Да. Така. Да. Ние секогаш сме имале. Ја го Тоше го запознав преку луѓето што го знае него, преку неговите немав допир со неговите родители кога се снимаше спотот, но имав допир со неговиот зет и блиската фамилија. Еднаш го имам видено и неговиот чичко и тогаш кога се договаравме од прилика околу спотот, тие рекоа дека можеме да ја отвориме куќата во Злокукјани во тој временски период и да ми ги дадат неговата облека, неговите наочари и не знам што, ама јас не прифатив да бидам дел од тоа. Но имавме многу интересни приказни меѓу неговиот дух и мене. У тој временски период кога снимав, знам дека заспав една вечер и нешто чудно како да го корнеше духот од мене. Знаеш, не знам како се вика фазата кога се измеѓу сон и јаве и кога чувствуваш дека ќе излезеш од телото. И тогаш од прилика тој период кога беше се со Тоше, кога беше сврзано, така си отиде тој. Кога го снимаше спотот? Тоа беше првата година од кога умре. Така, тогаш излезе и песната. Така нешто беше. Ти си дел од спотот. Да. Приказната си ја знаат на спотот, што се случува. случува. Извини, не беше првата година. Тоа беше после неколку години, но беше првиот што беше искористен како лик за негов спот. Што излезе. Да. А како дојде ти да бидеш дел од спотот? За песната све е ово премало за крај. Сигурно јас сум пракал енергија кон универзумот да се врати кој мене. И не знам, тоа е исто како луѓето што го снимаат Исус, филмските актери, после тоа е толку ти завршува кариерата и нема нешто ново. И јас после тоа не сакав, имав неколку понуди, беше едната од Версачи, збориме за балканскиот Версачи, не за Версачи, да промовираше парфем и требаше да бидам гол или нешто, не знам како, сам погаки. Ја одбив тоа, затоа што не сакав да го срамам ликот на Тоше. И имаше
После тоа имав уште неколку реклами што беа добри за Нескафе, за Балкан, City Mall Скопје, тоа беше одлична реклама. Но со ништо не сакав да го отстрамам ликот и делото на Тоше. Значи во спотот го глумиш Тоше, Да. си како него и представуваш тоа што бил тој, така? Тоа е приказната на спотот. Заврши спотот снимањето. Како се чувствуваше од кога заврши снимањето, од кога беше дел од таа една приказна? Од реакциите кои што ги добиваше? Се беше многу брзо после тоа. Имавме неколку дена пред неговиот роден ден, пред да се појави спотот. За тој ден мислам дека бев најпопуларната личност у Македонија и у Балканот, затоа што имав, не знам, околу 70 пропуштени повици, каде што требаше да се јавувам во списанија, не знам, тогаш телевизиите беа многу, Македонија, Србија, Хрватска. Тогаш беше YouTube почна да биде актуелен и знам дека некој го имаше тагнато моето име и така дознаа луѓето дека јас сум тоа, затоа што луѓето ми мислеа дека вистински Тоше. Ке речеш, имав уште понуди, но не сакав. Мислиш дека после тој спот кариерата ти отиде во нагорна линија или стагнира или отиде надолу? Изгледа отиде надолу, затоа што јас не сакав веќе да работам. Така, тоа ти беше... Сватив дека тоа веќе не е за мене. Затоа што може и се исплашив. Може требаше да отидам да пробам Милано уште еднаш. Но мислам дека многу е голема загубата што ќе ја направиш и болката што ќе ја дадеш, колку што ќе добиеш. Така. Потоа доаѓаш Америка? Да. У меѓувреме факултет завршувам, магистериум почнувам се и доаѓам трет пат во Америка. И тука ја го долговлекував тоа. Значи требаше да дојдам 3-4 месеци претходно, па после одолговлеков еднаш, уште еднаш одолговлеков. И некако судбински беше. И во себе знаев дека толку е. Ја останувам веќе тука и самиот на себе си, знаеш, се помирив со фактот, но кога дојдов тука беше сосема различно. Ке речеш заврши на филолошки факултет, Да. Дипломира. Да. Што си по диплома? Професор по македонистика, јас сум за македонистика. Така. И тоа ми беше и магистерската. Остана уште последната тема за да завршам магистерскиот труд. Тоа не се случи, се надам некогаш во животот ќе се случи. Сакаше да работиш во Македонија по струка, по тоа што го заврши? Јас требаше да бидам асистент на професорката Ангелина Бановиќ Марковска. Во тој временски период ги сменија нешто во индексот дека требаше да имаш магистериум за да почнеш да бидеш асистент и затоа се чекаше да го завршим. Магистериум која година? 14-15. Така. Не се случува тоа, доаѓаш, остануваш. Од кариера во Македонија доаѓаш тука и почнуваш од нула, од ништо. 2015 доаѓаш, така? Од минус. Да, имаш сестра, имаш зет, но секој си има своја фамилија, на крајот од денот ти немаш кариера. Не, ништо. Што почна кога дојде? Што правеше кога реши дека ќе останеш? Тоа е тоа, нема враќање назад, морам да успеам во Америка, па што сака нека биде. Тоа беше и проблемот, затоа што јас во тој временски период, не знам како на македонски мајндсет, нема таков начин на размислување дека јас би можел тука да направам многу повеќе од колку што сакам. Ја имав целосната поддршка од зет ми и сестра ми во тој временски период. Сестра ми ме носеше секаде. Ford Models тука во Чикаго, секаде треба како што знаеш веќе имам 2 аматерски филма, не се професионални аматерски филма снимано, но целиот процес за да станеш некој како актер или како модел во Америка чини многу. Многу е поголем од колку што чини во Европа, затоа што во Европа трошоците се многу помали, затоа што сум го живеел тоа, е многу помало од колку овде. Овде ризикот за да успееш е 90-10. Значи ризикот за да успееш е 10, а треба да потрошиш 90%. И после
се поврзуваа работите, доаѓаа работите и ја веќе го отсакав тоа. Се надевам дека некојаш за 10 години ќе се вратам и ќе направам уште една последна кампања или што е да било, како Дейвид Ганди, тој ми е омилен модел. Ќе направам уште тоа и ќе имам нешто свое, затоа што моите планови за иднина е сосема нешто различно да имам. И тоа би било како круна на мојата кариера. Значи, како стигна да бидеш дел од филмовите? Ке речеш аматерски, но сепак треба да стигнеш и до аматерски филм. Да, преку IMDb можеш да, многу е лесно ако некој сака да стане актер, имаат, се плаќа околу $10, мислам дека беше месечно, и со тоа автоматски секој се поврзува со кампањите, со што се случуваат за филмовите. Ти можеш да аплицираш на колку сакаш кампањи и преку тоа они ти вршат еден вид дали ќе би ја добил работата или не. На 2 пати, во првите 2 пати ја добив улогата, но не знам, некако се откажав. За какви улоги станува збор? Што глумиш? Во тој филмски период имав проблеми со англискиот јазик. Јас го изгурав тоа затоа што знаев од прилика што се случува во самите сцени и све. Во првата сум Сейдж и тоа беше еден добро афроамерикански филм каде што јас глумам белец и одлично беше прифатеноста и бевме на ред карпет и све беше совршено. А вториот беше некој аматерски филм на некој амерички режисер што е од Crown Point, веќе не ги знам нивните кариери, не знам како се движеа натака, и имаше холивудска актерка. Јас се сеќавам дека нешто се запознавме, беше близко до нас. И ама сепак тоа не знам дали е добро или лошо искуство. Ја не се сеќавам на тоа искуство. Почетничко. Јас би рекол почетничко искуство, дека ако не знам си ги вложил тие 90%, да речеме, можеби би се исплатил тој 10-9, па може би 1%. Можеме. You never know. Ке те вратам насад. Пред Америка, пред што би рекол Кирил, кога бев бебе. Значи кога си роден си во Неготино. Во Скопје сум роден, во Неготино сум живеен. Така, значи во Скопје си роден, во Неготино живееш. Да. Учиш таму? Учам, да. Средно школа, да. Што заврши? Обична општа гимназија. Имаше тогаш аспирации кон манекенството? Започнуваше тогаш? На 15. Кажи ми за тоа. Бев многу популарен во школа. Мене све брзо ми се случи. Како се случи? Јас почнав со фитнес и планирав да правам бодибилдинг кариера. Затоа што јас кога ќе почнам нешто, јас сум лојален кон тоа. Ако треба 100%, јас одам 110% и толку прекинувам со тоа целосно. Ако имам, јас сум фокусиран на работите, мојот фокус на работите ако е 12 часа работен ден, мојот е 11 часа и 59 минути. Последната минута се спремам и толку. Почнав, Дејан Миличевиќ ме откри. Да, тие има некој концерт Боки 13 правеше во Неготино во тој временски период и ние бевме аматерска група, имавме театарски улоги во неготинскиот театар Ацо Ѓорчев. Во тој временски период беше многу добар. И така тие влегоа некоја соблекувална бара и Дејан ми каже, побарал од градоначалникот тогаш, дали број од мене или нешто, дека сум личел како Тоше Проески. Затоа што во тој временски период, ако се сеќаш, сите млади момчиња сакаат да изгледаат како Тоше. Јас после тоа најдов кој сум, сите прво ние сакавме да изгледаме исто, изгледавме исто, Менѓуша носевме, исто се однесувавме како него, ги учевме песните, ја никош не сум пеел добро, али фризурите беа слични. Сите. Така, малце повеќе косичка. Се што треба, исто како него. Да. Значи, те открива Дејан Миличевиќ на твој 15 години, ќе речеме. Да. Тогаш си фит модел, си вежбаш, си тераш кариера во Неготино, но ништо спектакуларно, да речеме. Ништо спектакуларно. Како со Дејан Миличевиќ продолжува соработката? Што се случува? После тоа, неколку месеци, ми се јавува тој ми вика дали сакаш да бидеш во спот на Сања Грохар. Сања Грохар е словенечка пејачка
популарна во тој период во Словенија и Черни дош е мојот прв видеозапис. Така. Јас не сум имал проблем со видео или со глума, затоа што тоа ми било Скриен процес, талент. како 3-4, јас 3-4 години веќе бев аматерски актер. И затоа толку лесно ми беше цело тоа. Ќе продолжуваш со снимање спотови, завршуваш се на, нели, средно одиш Скопје. Да. Запишуваш на факултет, филолошки, како што рече, и продолжуваш со манекенската кариера. Ова е негде 2007-2008 би рекла, Така така? нешто беше. Да. Така нешто. На кои се проекти работиш? Што работиш? Прво се враќам, тогаш доаѓам во Америка во први пат и мојата главна желба беше да запишам на актерски студии на ФДУ Во и Скопје. во Скопје. Го пропуштам првиот период, како рок, и толку тогаш ги примаат 13 или 12 луѓе и ја затворат квотата. Наредната година ја затварат квотата и јас се викам, окей, да почнам нешто што е толку блиску со актерството. И јас мислев дека македонска книжевност е дека ќе станам писател. Затоа продолжувам македонска книжевност и јужнословенски книжевности и велам, окей, првата година ќе прогурам некако, од наредната година би требало да се вратам после 2 години ќе се вратам на актерски студии. Но тоа никош не се случи. Зошто? Затоа што бев многу добар. Така? Затоа што мојот просек на крај беше 9,89 или 9,90 и нешто така. Имав само една осмица и една деветка до крај на студиите. Никош не отиде на аудиции да се запишеш за актер? Бев во Белград Во Белград? и ме примија. Добро, и? Само што година чинеше $2000, 2000 евра, колку што заработката на мајка ми беше на годишно ниво. Значи, никош кога не се може и не се може. Да, Сега, точно. тоа е. Точно. Никош не се знае што би било ако било, што би било ако беше актер, ако се запишеше. Многу е лошо во Македонија, затоа што не можеш да си актер ако немаш завршена актерска школа. Затоа што толку многу те осудуваат и ти ставаат етикета дека ти си не си на нивно ниво, затоа што тие се високи затворени кругови каде што сите тие се возвишени, а сите други што се аматерски, како можеме да видиме колку од актерите што глумеле во некои филмови што не се актерски едуцирани, во колку филмови глумеле. Само еден, два, Еведж Ган, не знам колку имаше некои што има аматерски актери, не сум видел во други филмови да видат. Да, никако се држи работата, кругот е тој. Да, и се уште имаме главни театри и се уште немаме нови продукции, како што имаат србите, како што имаат бугарите, кои што новите продукции ќе може да примат нови актери, кои што ќе се аматерски. Во тој временски период, сега на пример, ако не знам, кој е нашата најдобра Инстаграм, не знам, звезда Мија Костова, пример. Ако Мија Костова ја земеш во театарска представа, таа ќе ти донесе најмногу публика. Знаеш, ние секогаш сме гледале уметничкиот дел, бидејќи државата се уште плаќала, никогаш не сме го гледале бизнис делот каде што би можеле да направиме многу повеќе. Така. Завршуваш со тоа, да речеме, не си актер, што е тука се помируваш со фактот, супер студенци, тераш на факултетот, но во меѓувреме тераш и манекенска модел кариера. Јас те запознавам во периодот 2009-10. Да, така. Мислам дека беше тогаш во екот на моделарството. Сегде беше. Има промоција или е таму. Да, сегде. Значи, сегде беше присутен, те слика, те фотографира, интервјуа тука. Беше, например, стварно појава. Каде да се појавеше, мамеше погледи. Те најмуваа многу за реклами, те сликаа многу. Во тој период те запознавам со Клеопатра, се дружевме. Да. Тоа беше едно супер искуство во тоа време. Сергеј беше тука. Да, беше. Колку да речеме Сергеј ти помогна тебе во кариерата? Ако воопшто нешто се случи да ти помогне во стилот да се јави, го знам тој, чекај, ќе фатиме врска ваму таму. Имаше ли некаква поддршка и помош од тие, да речеме, повозрасните и поискусните од нас? Зашто пред се тогаш имавме колку? 20 на години. Да. Не знам дали на тој начин ми помогна, но Сергеј е многу добар како ментор. Да се вообразам како човек
и да сватам колку вредам, Серги ми помогна во одреден период кога бев многу млад. Да. Сигурно ми помогнал во кариерата, не можам да кажам не. Конкретно и јас многу лесно. Секај мене лесно се одвиваше. Тоа беше многу за тоа јас кога пробувам еднаш овде и кога не ми оди во тој временски период сваќав окей, ова не е веќе за мене. Но во тој, како што кажа, во тој временски период ја бев секаде. Елена Ристевска и бев во музички спот, неизин, тоа беше голем. Кој спот беше тој? Пробам да се сетам. Чека да помине тремата и ќе почне. Да. Но тогаш мене ме викаат за цел Балкан. Так. Јас знам дали се сеќаш, јас тогаш со албански пејачки 5-6 направив спотови. Работеше, снимаше спотови. После Туна е наша и албанска пејачка. Туна беше голем спот исто. Не знам, бугарки неколку фатив. Срби се и на крај не знам, кога имав понуда уште едно големо име, не се сеќам тогаш во српска естрада, ама одбив затоа што мислев дека Тоше треба да биде главен. И толку. Тука ми заврши све, но бев во све живо. Сега да ти имаш. Сите фотографии македонски ми имаат сликано. Сите 30% од српските фотографии ми имаат сликано. Албански фотографии, бугарски фотографии. Не знам, во тој временски период буквално бев секаде. Што би издвоил како најдобро од тебе? Освен спотот на Тоше. Значи, тој на страна го ставаме како врвот на кариерата, така? Тој не го споредуваме со ништо. Но во тој временски период пред да ти дојде тој проект, каде уживаше најмногу? На која насловна страна си се допаѓаше најмногу? Во кој видеозапис си се виде дека таму ти е најдобрата улога дадена? Најдобро се чувствував во... Знам дека беше со Марко Марковски. Не сликаше? Не се сеќам како се викаше тоа временски период кога се појави еден, се појави уште еден многу добро списание и тоа беше одлично и потоа ми изгласа македонските девојки, девојки, момци, не знам што, уште еднаш да се појавам затоа што бил најжешкиот модел за таа година. И тоа некако ми влијае уште поголема самодоверба. Не знам, јас моја главна замерка која ќе се ја погледнам кариерата е затоа што не бев упорен. Зошто? Затоа што ја мислев дека ако јас дојдам и тебе ти кажам, еј, Марија, дали може да дојдам кај тебе у подкаст, пример како што си сега, така. Например да дојдам кај тебе у подкаст, ја мислам дека тоа некако тоа е лошо за мојот лик. Ја никогаш не сум замолил некој да ме слика и никогаш да бидам во нешто. Извини, најдобро нешто што ми се случило за мојот врв у кариерата беше во Стил. Не знам дали се сеќаш едно како списание излегуваше во Дневен вестник. Добро, да. Тогаш беше све за мене. Екстра едиција. Да. И тогаш, знаеш, беше отставено да си кажам све што знам. Знаеш дека на првото интервју на 15 или 16 години кога бев, ме прашува кој ми го пишуваше интервјуто. Јас сега сум бил добар пришувач. Па затоа и одиш на филолошки, така. Ке речеш твојата кариера тера онаму каде што тера, ке речеш не си упорен доволно. Не тропаш на врата, што се вика. Ако ти тропна тарно, ако не, па одиме понатаму. Мислиш дека упорноста ти е слаба точка? Да. Тоа што не си можеби доволно упорен? Во тоа да. Во тоа време? Во тоа да. Да? Кога ќе застанам позади компанија, тогаш газам све пред себе, но кога ќе застанам позади себе, кај што треба да изградам личен бренд, тогаш малце каскам. Затоа што мислам дека сите ние имаме некоја своја аура и може да е лошо. Затоа постојат менаџери. Затоа што не сите се, не знам, Мадона не верувам дека е таква приватно. Затоа некој треба да изгради икона од тебе како би требало ти да изгледаш. Работеше со некој менаџер? Не. Никогаш? Никогаш. Никој не ти приде, никогаш ти рече, Илија, сакам да те земам под закрила? Ми приделе многу, не знам. Јас бев, и кога бирав модната агенција, избрав Model Scene. Беше дел од Model Scene? Бев дел од Model Scene затоа што знав Надица и Алек. Така. Алек и Надица секојаш мислеле дека ние сме како
повисока класа на модели и вистина во тој временски период ако сакаш добар модел, земаш од нив, ако сакаш модел кај што ќе го нудиш во свет живо и диво, земаш од други агенции и се така и ние се однесувавме. Прекрасни луѓе. О, да, одлични, затоа Одлични. за да кажам, но никогаш не биле толку агресивни за да те продадат. Така. А го имаше талентот. Оја, Го имаше мислам. талентот. Зошто ќе речеш неагресивни? Не доволно те форсира за реклами, за снимање, за сликање? Да, Да? сигурно. Форсира некои други или едноставно Таква е нивната политика. така е? Таква е нивната политика, све им доаѓа затоа што знаат луѓето ако сакаат квалитетни, ќе земат од Model Sin, ако немаат доволен буџет, ќе земат од други агенции. Така. Ќе речеш ме изгласа за најжешкиот модел. О, да. Така? Ти беше ли непријатно кога требаше, за потреба на спот, за сликање, за снимање, да си само подолен веш? Ти Не. беше го чувствуваше тоа како незгодно или ти беше па да, имам тело, ремек дело, видете што има тука? Не, Да се единствено незгодно ми беше затоа што последните 3-4 дена требаше да се спремам да изфрлам вода, да трчам поеќе, да вежбам поеќе, само заради тоа се чувствував лошо. Све друго немав никаков проблем. Се заработуваше ли во тоа време од тие реклами, спотови, сликања, онака за живот, за убав живот да речем? Мислам дека денес Инстаграм моделите заработуваат многу поеќе на македонско или на балканско ниво, многу поеќе колку ние што заработувавме, имавме ние некоја цена, но нашата главна заработка мислам дека беше познанство. Исто знаеш и ти. Значи познанството со сите луѓе околу, но тоа никогаш не донесе многу пари. Никогаш. А можеби ние бевме многу млади, можеби јас бев многу млад и не го сваќав тоа како некаква бизнис идеја дека ја би можел многу да направам. И секогаш се повлекував на тоа дека окей, јас сум познат, тоа мене ми е важно сега. Бевме некако и наивни, не знам. Да. Денешниве генерации, сега зборам како да сме многу стари, но ете, има некоја си 15-20 години разлика, некако денешниве генерации се некако, не знам, поснаодливи од страна на бизнис, си го наплаќаат тоа што го прават и тука нема пардон. Ние бевме, чекај прво да ме знаат, чекај да ме дознаат, добро, сега веќе ме знаат, исто јас работев во телевизиите и во радијата, па за минимално, ништо посебно, ништо спектакуларно, затоа што градиш име и градиш презиме. И тоа е во ред. Но веќе не е во ред кога тоа продолжува неколку години последователно, ти веќе луѓето те знаат, го имаш името, презимето и пари пак немаш. Точно. Го почувствува ли ти тоа? Точно. Јас мислам дека само телевизиите правеа пари во тој временски период, вестниците само од спонзорство и телевизиите на ист начин, но ние во тој временски период ние правевме бренд. И тоа е најважно од се. Да. Значи ние правевме бренд и во тој временски период ако сака Алкалоид да те спонзорира, пример, не знам, за фитнес опрема, за фитнес суплементација, тој треба да плати дупла реклама, треба тебе да те плати и треба да плати за, не знам, за вестник или за телевизија. Денесен период најлесно. Сагаш Инстаграм, снимај се, не знам, пијам таков протеин, тоа правам се и автоматски е скратена една бариера. Ние имавме двојна бариера. Да. Да, и тие повисоки реклами што беа плаќани, тоа беа се продукција од страна. Се сеќаш не Vodafone кој го имавме не One, во тој временски период правеа многу добри реклами, но сите ние реклами еве за Нескафе ги снимавме у Хрватска. Така. Никош не се снимаше во Македонија. Многу ретко. Така. Освен Боријан Зафировски, ако се сеќаш, многу наш познат режисер Скопје Ремикс, тој снимавме со него во за City Mall и тоа беше клапа, баш филмска клапа и тоа беше одлично. Како изгледаат тие професионални снимања? Зборувам за бренд компании кои што не знаат за грешка. Како е на сет одиш и што се случува? И имаш камера што е 200 кила, некако денес имаш мало камерче и затоа јас откажав од аматерските филмови овде, затоа што го видов каков е пристапот нивен и каков пристап јас го живеев, беше сосема различно. Се звучи како да се откажувам од се, а тоа е дел од мојот карактер. Добро. Ќе речеш во ред, живеев, работев, ми беше убаво, правев име за себе, си одиш на факултет. Каде живееше во тој период во Скопје? О, сега да се цимери првен,
тројца, четворица другари што цел живот бевме. Една година живеев и сам. Беше многу тешко финансиски да се издржи, затоа што знаеш во Македонија колку пари заработувавме се, но секогаш од прилика од центарот се движевме. Тука живееше. Да. Стана дел од една модна куќа каде што работеше, беше дел од неа. Лично и јас те знам и во тој период. Што работеше тогаш? Освен што беше манекен модел, лице од насловна. За Елена, зборуваме? За Елена Лука? Па бев во маркетинг. Така. Во тој временски период направивме 4 или 5 кампањи заеднички, 2 или 3 модни реви и 90% од целата организација за тоа како би изгледал маркетиншки беа моја заслуга на нашиот тим. Так. Беше добро додека траеше. Така. Се си доаѓа до свое. Ке речеш, девојките те нарекуваа еден од најжешките момци на естрадата тогаш. Ти беше ли проблем да бидеш во врска? Имаше ли? Затоа што кој многу жените сакаат и кога треба да си со една жена во врска на 20 години, не е едноставно, нели? Ке го искористам петиот аматман. Не беше одлично. Одличен период. Супер период, поминува, завршува, да. Доаѓаш Америка, овде сестра ти, зет ти, каде што ја запознаваш и твојата сопруга. Точно. Денес оженет, татко на 2 деца, среќни, мали, весели. Кажи ми како ја запозна твојата сопруга? Бивме на ноќ на вештерките забава, и таму имавме и Селестија, се вика, наша заедничка другарка, така се видовме. И јас знаев уште првиот ден дека тоа е тоа. Како знаеш? Не знам, во неа видов дом. Така. Некојаш знаеш како, конекцијата е различна. Конекцијата е различна. Со неа заврши со се претходно што правев. Каква личност е Елена? За мене е совршена. Така. Се што мене ми треба, сите мои недостатоци ги гледам кај неа и сите нејзини недостатоци таа ги гледа кај мене. Таа е родена македонка овде? Да, овде е дојдена на 12 или 13 години. Така, како помало девојче. Во Краун Поинт, Индијана, се запознавате, живеете. Да. Така, како тера вашата врска? Како таа го гледа Илија, затоа што таа не го знае Илија во Македонија и со багажот во Македонија. Таа си го знае Илија новодојден овде во Краун Поинт, Индијана. Тоа ми беше и мојата зошто јас толку имав борба со моето его, затоа што не знам дали ти си се чувствувала исто. Значи, кај нас кај да отидеш, земаш некаква пажња, земаш нешто и овде немаш ништо. Значи, буквално ти си некој што добро изгледа, ама окей е. Многу е убави луѓе има околу, не луѓе све, ама ништо повеќе не е. Значи, кај нас многу работата го трасира приватниот живот. Додека овде приватниот живот е сосема нешто различно, работата е нешто што придонесува да живееш. Така. И кажи ми за Елена, кажи ми за запознавањето и за бракот. Ете. Се запознавме така. Се запознавме на ноќ на вештерките забава и уште од првиот ден знаевме. Утре ден да се видовме пак, 3-4 дена се видовме узастопно и потоа нешто се случи фамилиарно. Мајка и татко и треба да заминат во Македонија. И јас од кај сестра ми се преселив кај неа на месец дена и останав година дена таму. Така, стана и нашиот брак. Се вративме, бевме во некоја дискотека во Чикаго. Тоа се случи баш пред мојот имен ден. Бевме во некоја дискотека во Чикаго, се вративме дома, и јас се викам, знаеш, сакаш да се венчаш, не беше ништо спектакуларно, бевме во кревет, седевме, ја викам, сакаш да се венчаш со мене? И не мислиш дека се зафркавам. Ја викам, не. И првите 2-3 сата не знаевме ни двајцата што правиме, дали да кажеме на нашите, дали да не кажеме. Отидовме, кажавме. Вика, сериозни сте? Викаме, да. Ја не знаев во што влегувам, само знаев дека ја раскрстив со моето минато. Толку, значи завршив. Океј, мојот живот како, не знам, вид на женкар и све, толку заврши. Ја знаев, океј, сега ова е мој нов период. Ако бев млад, 25, ја знаев веќе дека
толку, ја го изживеав тоа што требаше да се изживее, сега е нов период. Кој кога си ги изиграв играчките на млади години, сега веќе Да. не ми се интересни тие играчки. Навистина е така. Кога ќе си го изживееш, веќе досадно станува. Сакаш дом, сакаш жена, сакаш деца. Ако немаш здрава основа, не можеш да градиш нешто нагоре, секогаш ќе оди хоризонтално. Зашто што мора да бидеш на многу места. У исто време, да смислуваш приказни, како би се однесол таму, каде би требал таму да стигнеш, зашто би требал у 3 да стигнеш таму. И многу непреспиени ноќи. Но вредеш у тој временски период. За мене беше убав период. Кога беше во Македонија, кога кога бев во беше? Македонија, кога бев млад, кога Ерген? правев све. О, да. Кога беше ерген? Да. Кажи ми некоја интересна трач приказна од тој период, кој што, не знам, интересна и ти одбележа кариерата и младите години. На што ќе се сеќаваш така со ден денесете да седнеш? Што приказна која што не ти е проблем да ја раскажуваш и на твоите деца и со сопругата да си ја направите муабет као леле кога бев, не знам, на снимање со тие луѓе, со овие луѓе, затоа што ние го фативме како што реков тој убавиот период, таа една златна ера кога имаше многу телевизии, многу звезди, многу луѓе, многу музика, кога се беше поразлично. Што би издвоило тогаш? Кажи ми некоја, не знам, со кој од јавните личности се дружеше најмногу, кој ти беше најоригинален во нешто, што те влечеше, што те носеше тебе за да бидеш дел од нечiji живот и нечија приказна? Не знам, се уште немам конкретно што би можел да го кажам, што би било. Во тој временски период ја не сакав да се дружам со многу јавни личности. Океј, Сергеј, Клеопатра, многу бизнисмени, многу бизнис жени во тој временски период. Сите биле оригинални на посебен начин. Немам некоја нешто да извоим. Многу одличен впечаток ми има оставено Принц. Пример Александар Принц. Знаеш, снимавме доста видеа со него. Он секогаш бил совршен. Како човек, како пријател. Не знам, ја пробував да ги одбегнувам тие. Ја сакав да си бидам популарен кај што ќе излезам. Ја многу сакав да излегувам. Сакав све да правам. Ја таква душа сум. Сакам да излезам, сакам да отидам у кафана, сакам да отидам секаде и сакав да сум надвор. Знаеш, кога градевме бренд у тој временски период требаше да сме внатре, да не сме толку изложени со луѓе. Напротив, ја сакав цело време да сум изложен со луѓе. Тоа беше целата убавина у тој период. Манекените нели треба да се нонстоп дотерани и облечени така убаво. Како ти се облекуваш? Имаше некој стајлинг кој што си го негуваше, некои брендови кои што сакаше да ги носиш или се ти стоеше тогаш? Не знам дали се сеќаваш, после јас пишував колумни една година. После тоа имав колумни за Фешанел, каде што беше животот на еден джентлмен или джентлмен, така нешто се викаше, и со тоа го пробив пазарот за многу други бизниси како што се Сигнори, како што се, не знам, потоа животот на джентлмен испадна со Жарко, една емисија на МТВ1, како што се сеќам. Но колумната придонесе во тој временски период беше многу читана, како, не знам, 30-40 илјади луѓе читаа таа колумна. И јас секогаш сум сакал бизнис, спортски изглед да имам. Јас секогаш сум носел сако. У тој временски период, не знам дали се сеќаш, едни викаа дека, океј, кој е марамче сега го носиш? Ја обожавав марамчињата, беа мој заштитен дел и секогаш сакав добри сакоа. Долу панталони секогаш зависи и секогаш сакам чевли и патики. И од секогаш сум бил фанатик за часовници. Тоа е мојата најголем фанатизам. И си сакал шалови, те паметам со шалови. Да. Така, сакои со шал, некои часовни, како што рече, панталона, кондура, патика. Да, точно. Така, ама шалот ми, не знам зашто. Шал имав многу, ако се сеќаваш, оние како се вика, шалови што се за одела, таква многу сакав. Имаше многу добри во тој временски период, Мак Примат, ако се сеќаваш кај нас, имаше за многу малце пари каде што можеш да изгледаш многу добро. Така. Ти треба многу пари за да се дотераш или Не. Беше во ред, беше скромен, но сепак Не, бев скромен. Така. Бев скромен. Јас секогаш сум маштал за повеќе, тоа е нормално. Сите ние забегуваме по брендови, затоа што во тој временски период и сега
многу е лесно да продадеш како бренд, бидејќи нас ни треба цело време кога немаме многу е тешко на интелектуалец да му продадеш нешто. Многу е лесно да му продадеш на следач нешто ново. Затоа што секогаш заситеноста е многу лесна. И секогаш ќе има нешто ново, што ќе биде многу многу поубаво. Како што сега гледаме, на пример, порано колите кога се правеле 10 години имаш еден ист лик, сега имаш на 2 месеци нов лик на истата кола. Точно. Се менуваат работите, нели? Ке речеш, ја побарав мојата жена. Ете, не било ништо спектакуларно, но каква свадба имавте? Дали свадбата беше спектакуларна? Свадбата беше совршена. Каде беше? Свадбата беше совршена во Хотел Дрим. Во Струга. На средина се најдовме. Во Струга? Зошто во Струга? Баравме во Охрид. Не ни се свига. Главниот проблем беше целата организација ние ја правивме од тука за таму. И секој, како Инекс Горица у тоа време, не знам дали како е сега, мислам дека е малку Инекс Холгица или така нешто. Добро. Нема понуда во тој временски период кога ние бевме слободни да ја правиме свадбата. Дрим се. Беше слободен петок, така нешто, 3 август и така ја направивме таму. Каде е попотекло супругата од Македонија? Она е од Охридско, од Требениште. Така, значи затоа таму устари. Локално да речеме малку. Локал патриоти. Така, колку гости имавте? Околу 300. Така, од твоја страна од Неготино, од неизина страна од тука, Скопје претпоставувам. Која година се случи свадбата? 2018. Од каде се дотера тогаш? Каков зет беше ти? Армани. Армани? Да. Скроен како што треба? Да. А незината венчаница? Локално и баравме 6 месеца венчаница. Така. Локално, мислам да локално. Не се сеќам на брендот. Знам дека 6 месеци е шија. Само тоа знам зашто беше 50 проби. Тешко беше од тука да се организира свадбата? Да. Да? Колку време пред свадбата си отидовте? 2-3 недели, така нешто. Што е многу кратко. Да, ама знаеш, во тој временски период, пошто ние ги познававме сите луѓе, како Владко Лозановски беше на свадбата. Добро. Пееше. Во тој временски период се појави километри. Јас планирав се мислевме Тијана или Владко, на крај испадна Владко, зашто Тијана беше многу поголема организација, во тој временски период многу повеќе чинеше. Така. Беше многу добро. Зашто беше све органски. Владко ви пееше на свадбата, на цела свадба? Време, да. Многу добро. А до друга музика? Кој ви беа? Нели ти реков. Така, браво. Да. Че весело било. Да. Нели ти реков се од Неготино? Кавадарци се Неготино, така. Да, значи мора малку миксот од дома, малку тука, беше весело ќе речеш. И 3 недели пред свадба не е ништо. 300 гости, што воопште не е малку. Беше ли тоа традиционална македонска свадба? Имаше примеси од традиционална македонска свадба, но не беше целосно традиционална македонска свадба, но сепак ги задржавме нашите бои. Во 2018 година ја пишуваш и книгата Пластични приказни. Да. Ева е книгата. За што станува збор? Кажи ми за приказната за оваа книга. Приказната настана последната година од мојот факултетски живот. Сите добро го знаат професор Венко Андоновски. Умилен. На сите му е умилен. 90% кој да прашаш е умилен. Да. Јас сакав да издадам нешто. Претходно победив со драма. Потоа сакав да издадам раскази, не сакав, се уште не бев спремен за роман. Сакав да направам раскази, затоа што сметав дека дел од мене треба да остане. Ова се раскази, така? Тоа се раскази. Ова е проза, фикција, да. Раскази, има нешто автобиографско во... Тоа е нормално. Така. Затоа што колку и да е фикција, ние преживуваме работи и различно ги гледаме и различно ги сликаме. Авторот остава дамка, мислам, на секоја приказна што ќе ја раскаже, дел од себе, не се, ама така, една реченица една. Да. Нешто оставаш твое. Што било, ти се случило? Колку раскази има во книгава? Сега да ме прашаш, не знам. Сега ќе видиме. Значи, книгава има колку страни?
Малечко книжеле кое директно би можело да се направи во перфектни мали, не знам, Netflix раскази, кој што би изгледало добро, затоа што режисерски е многу добро поставено, затоа што секој расказ и секој пишувано фикциско дело е исто како да правиме, не знам, леп. Сите си исти процеси. Тој на крај што ќе додаде малце повеќе сол и малце подобро ќе го запечи, ќе биде подобро читливо и подобро за вкус. Но во принцип све е исто. 135 страни е книгата. Колку време ти требаше да ја напишеш? 2 недели? Да? Да, 2 недели. После да ја обработам ми требаше 6-7 месеци. Еве што вика Венко Андоновски за книгата. Ова се раскази за еден забеган, изопачен свет, раскази на кои не можеме да им се лутиме за нивната бруталност и тератологија, за нивниот веризам и шок сликите на телото, затоа што тие говорат за еден таков свет, наш свет. Накратко, Да. што кажува Венко Андоновски, каде може да се најде оваа книга? Ја има По или. по или ја има, По или. така. Уште ја имам. Направив англиска верзија, може да ја најдат на Амазон. И не е толку популарен, но направив кратки расказични видеа, што може да ги најдат на YouTube. Се вика The House of Story, or така се вика каналот. Имаат околу 20 на 30 на илјади гледаност, нешто не се популарни. И мислам дека би било совршено дека некој од Netflix би го видел ова. Така, викаш Да, дека се тоа ќе- Netflix приказни? О, да. За тоа се пишувани. Ја конкретно ги пишував со таква намена. За да бидат на Да, филм, на на големите скрин. екрани. Да, Пластични приказни, зошто пластични приказни? затоа што се е пластично. Така, нема ништо реално и органско. Не, има, внатре сме органски. Но веќе е се пластика, затруени сме од пластика. Не знам, секој мили простор влегува внатре некаква пластика, задушени сме од пластика. И вистина ни треба малце чист воздух. Ке страда или настрадал само затоа што е различен. Точно. Значи различностите навистина страдаат во светот, така? Да. И Исус страдал затоа што е различен. Така. Не дека нешто моите ликови се испоставуваат да бидат нешто како Исус, но и приказната на Исус кога ќе видиме ист начин бил распнат зашто бил различен. Затоа што ние многу е чудно, многу ние сме создадени од љубов. Ние сме љубов, како и да е. Значи и деца и не знам што, ние сме само љубов. И толку после се искваруваме со пластиките околу нас што ќе ни дадат некаква форма, но ние сме само љубов. И толку, немаме ништо различно освен љубов. Каде беше промоцијата на пластични раскази? Лакања се викаше на Стара чаршија. Добро. И беше најголемо нешто што се случи тогаш, Милчо Манчевски беше на промоцијата. Да. Се знаеш лично со... Да. Милчо ми е добар ментор. Луѓето го знаат како нашиот најдобар режисер, но ја мислам дека он е подобар сценарист отколку режисер. Не може да сите награди зборат за режисер, но тој има такви раскази. Толку е добар во расказите да луѓето што не ја знаат таа страна од Милчо малце пропуштиле повеќе. Така. Значи пластични раскази. Да. Не знам дали споменав приказни, но пластични Приказни раскази. требаше да биде. Така? Да, раскази ја сгрешија. И така остана. Че не е грешка. Не е грешка. Вистина приказни требаше да биде. Добро, сакам да ја прочитам и ќе ја прочитам и навистина ќе ти дадам искрена Да. мислење, нели? Старо, јас го немам читано веќе, не знам, 6-7 години. Воопшто нешто во последен период не читам фикциски работи. Сакаш ли да напишеш нова книга? Имам. Имаш? Да, ама не е објавена. Зашто станува спор? Идеи Проза? се. Да, проза идеи се, тоа може да биде готово за 2 недели. Но не знам, не ми е веќе исплатливо.
Тоа го направи затоа што сакав да останам нешто, за да останам на децата да им кажем, окей, види тато што напиша. Беше добро. Не знам дали помина добро во Македонија, се немам вратено тој временски период во Македонија. Јас ги искористив сите, не знам, вестници у тој временски период, сите портали пишуваа за тоа, но не знам, сегашниот мајндсет што го имам и то пред да ја издадам книгата, јас ги прашав, окей, кој ви е маркетинг, кој ви е PR, кој ви е... Ке ни беше све лесно. Како, окей, ќе го објавиме тоа, не е проблем никаков. Која издава книгава? Или. Или, кај Да. нив, добро. Да, и тие ги бирав. Кога бираш или, знаеш дека тоа е вистинска проза. Значи не е проза на четири, зашто кај нас има многу грозно добри писатели, има грозно лоши писатели. Но грозно лошите писатели се многу попопуларни од колку грозно добрите писатели. Што читаш ти од македонска литература? Кој автор би го издвел? Венко. Венко? Но имам многу добри писатели имам. Многу добри писатели. Јас само не сакам да читам проза каде што би оделе на емоции. Емоционална проза не сакам да читам затоа што тоа е најлесна проза. Најлесно за пишување и најлесно можам да те привлечам како читател. И тоа го одбегнувам. Сакам играрии многу, како ќерката на математичарот на Венко. Тоа е голема играрија со постмодерна, со постмодерна. Сакам све да читам. Но во последен период не. Што е со странските автори? Има многу странски автори што ги. Кои книги ги читаш? Што книги сакаш да читаш ти? Океј, јас сум како што би рекли американците OG. Јас сакам руска литература, руски класици, тоа никогаш нема да ги одбегнам. Го сакам Чехов, го сакам Достоевски, Толстој. Во секој период имам некој што сакам, во секој пишан период у светот. Имам читано книги и сакам одредени автори. Моментално немам фаворит автор и не сакам да одам на фаворизирани автори. Јас Пауло Коелјо го читав пред да е Пауло Коелјо. Брзо се случи све со Алхемичарот и после престанав да го читам затоа што беше многу популарен. И во Македонија сите популарни автори се читани, јас секогаш не ги читам. Јас ги читам тие последни, сваќам дали вреди нешто или не. Зошто сега не читаш? Немам време. Зошто? Не, имам време. Не може да кажеш дека немаш време за четиво. Не се чувствувам дека треба да читам. Да? Да. Ти фали литература? Не се читам не читам проза. Така. Читам многу книги за бизнис, за се останато, но веќе не читам. Читаш други книги? О, да. Сега читаш како до милионот, да речеме, не знам. Okay. Да. Таков некој мајндсет. Сиромашен татко, богат Така. татко. Да. Да. Во ред. В 2018 издаваш книгата, се случуваат промоциите, се враќате Македонија. Предпоставам периодот со свадбата ја промовираш и сликата. И книгата. И книгата. Се враќате назад. Да. Кога се раѓа девојчето, малата? 2018. Малата беше родена 2018. Так. 2017 е родена. Добро. На април 2. Значи заедно правите сите свадба. Да, и прв пат се случува кај мене кога се раѓа Лана, се случува нешто дека имам нешто во животот, а немам никакво упатство за него. Значи за една паста за заби имам повеќе читано од колку што имам читано за деца. И се требаше наново да се учи. Се наново, секоја стапка. Стануваш нов човек, тоа е факт, но упатството за како треба да се однесуваш према децата е многу поразлично. Кажи ми за моментот кога стана татко. Кога дозна дека ќе бидеш татко и кога стана татко? Кога дозна дека ќе биде нормално дека е среќен момент. Ама ние машките различно го перцепираме. Кој сака, не знам, со многу татковци имам зборено, не го чувствуваме ние како вие што го чувствувате, вие имате хормонални разлики. Се е различно. Ние само гледаме дека нешто се случува. Расте, нешто расте. Нешто се случува, но уште не сме свесни дека не излезе. И претпоставувам навиваш за машко, доаѓа девојче. Да. Или така сакаше машко, секој татко, да, нормално. Тоа е нормално. Доаѓа девојче. Што правиме сега? Сега сакам само девојчиња. Неверојатна енергија. Исак пред да се роди, јас се молев да биде женско.
Јас си мислев, окей, ова е сосема различно. И јас тоа што го гледам во очите на Лана, тоа не може да се опише. Значи, јас сум нејзиниот херој. Каков сака ден да имам? Што сака да се случува околу мене? Ја, например, окей, она ми вика, зошто работиш толку, зошто ова, зошто оно? Ја викам, окей, ама како, дали ќе си купиш ти уште една играчка? Него, ако, ќе преживеам и без таа играчка. Она поеќе ме учи од колку јас можам да ја научам неа нешто. Значи те тера да не работи тато многу за да е со нејзе, пошто не треба таа играчка, така? Да, некако не учат на многу важни лекции во животот. Така, ви доаѓа Лана и се реализираш како татко. Да. Девојче, што правиме сега? Не е машко, нема топка, нема фудбал, барбики кукли го тераме филмот. Да, ме шминкаат, ме лакираат. Така, Да. така растете сите заедно. Поминува, нели, периодот на девојче, доаѓа синот, доаѓа Исак. Како е сега конекцијата со синот? Пред да се роди Исак, јас пробував секој ден да бидам што повеќе време со Лана квалитетно, затоа што мислев дека ќе изгубам многу голем дел од тоа што не можам да ја дадам целата енергија само на Лана. И јас мислам дека бев јас повеќе љубоморен отколку што Лана би била љубоморна, зашто е разликата 6 години. Јас мислев дека ќе бидам многу пољубоморен за тоа што сега треба да ја распрснам мојата енергија на повеќе на двајца. Лана многу полесно го прими тоа пред да се роди Исак отколку јас што го примив. Затоа што ја пробував целата моја енергија да ја дам неа сега. Ја пробував све да ја биде најдобро. Каде што сака, знам што јаде, што сака да јаде, што обожава. Ја морав да го помнам 10 пати. Се сеќавам Ели, зашто царски рез, беше во болница, излезе Исак, мене прво ми беше окей, сега скоро све е различно, веќе почна све, сега мене ми беше реакцијата како Лана би се однесувал. Ја одев по пола сат да се видам со Лана, да ја дадам што треба, кај да отидеме у ресторани, у најдобрите оно што сакаше, све што и требаше, за ја да се чувствувам добро. Така. Не сакаше да се чувствува керката погодена. Ја мисле дека ќе ја запоставам. И, знаеш, ние водиме борба. Вие како жени, како мајки водите многу поголем битки од нас, но ние имаме само едно, а тоа е дека дали доволно време посветуваме дома или доволно време посветуваме на работата. И не знам дали е подобро да си скитник или да имаш нешто над главата кој е посреќен. И секојаш ќе има нешто што би требало повеќе да се работи на тоа, но каде заврши целата приказна и каде ја целосно само се посветувам, мислам 80% мојот баланс е за работа и за тоа како би го издржувал фамилијата. Кога се роди Исак, седевме 2 месеци беше Исак и он беше легнат на земјата и зборевме со Лана и Лана му кажува немај гајлек, имаш добар живот што нас. Тоа беше, тогаш сватив дека окей, направив најдобро нешто што можеше за мојата фамилија толку. Браво. Дали сега се мама и Исак и тато и Лара тим? О, да. Дали сите се приврзани спрема Ели. Значи, спрема жена ми сите се приврзани. Нормално. И двете деца и се. Но главно се знае со Лана, секојаш е со мене. Дали си поразличен во воспитувањето кон Лара и кон Исак? Лана? Не, исто. Исто ги воспитуваш? Исто. Не знам дали ги воспитувам правилно. Тоа е секојаш мака. Многу читам за тоа. Таква литература сакам. Многу читам за тоа, многу читам за како се однесувам јас, какви се моите реакции. Јас целосно се сменив од кога се родија двајцата. Што смени кај себе? На што работеше? Се. Јас сакав се одма сега. Исто како што сакаат они сега. Тоа нели не оди така? Не оди тоа така. Треба време. Да. Значи работиш на трпение. Трпението. А упорноста? До кај сме со тоа? Или јас сум упорен за работа и за се. Јас сум како конј за работа. Така. Јас сум workaholic со целосно тоа. Значи целосно сум посветен на тоа. Но
Но на Лана пробувам да дадам нешто ново, затоа што Лана многу повеќе разбира се што од дисак. Сега почнав на одбајка и пробувам целото моje искуство на неостварен спортист да го пренесам на неа, затоа што јас многу сакам спорт. И многу сакам вистински спортски приказни, како Мајкл Џордан, како Никола Џоковиќ ми е врв. И ја пробувам да сватам каде можеме да работиме повеќе, како можам да не ја навредам, како можам да не нанесам траума и пробам си целата моја траума што ја имам доживеана како дете, да не ја пренесам неа. Сигурно и пренесувам нешто, но пробувам тоа да биде повеќе генерирано. Дома зборувате македонски или Македонски. Англиски? Македонски. Децата знаат македонски. Тоа е одлично. Да. Тоа е во ред и тоа е супер Да. за јазикот да се пренесе на следните генерации. Предпоставувам дека не е лесно затоа што се многу инволвирани со училиште, другарчиња, околината, но сепак кога се чува тоа дома, домашното е посебно, така? Точно, ја уште сонувам на македонски. Ја Так. никогаш нема да престанам да сонувам на македонски, мислам, и знаеш, првите 20 секунди кога станувам, јас се уште имам чувство дека сум во Македонија. Си одите во Македонија? Сакате да одите? Не, последен пат 2018-та, требаше за време на короната, купивме тикети да одиме, но не се случи. И оделе во некоја? Јас би сакал, би сакал за да... Ние сме во екзил овде. Мора да знаат од каде потекнуваат, мора Точно. да сватат кои се нивните корени, зошто јас реагирам на начин како што реагирам, зошто не изгледам исто како амерички родител и зошто јас имам нешто плюс или минус меѓу нив. Генетиката е многу важна работа. Убаво е да знаат од која куќа е излегол тато, од која улица Од- излегол, од каде пораснал, каде играл топка, кои му биле другарите, каде пил кафе. Убаво е тоа децата да го знаат за Да. тебе, нели? Да. И за мама предпоставувам за Елена. Мгм. Од каде потекнува, как, во кое Точно. училиште учела, иако е дојдена нели тука 12-13 години, сепак убаво е да си ги знаат корените. Се надевам ќе одите во близко. Се надевам и јас. Сакаат ли децата да јадат македонска храна? О, да. Ние Се имаме готви. многу убава кујна имаме ние. Се готви, има многу голема борба имаме меѓутоа. Нели, дали преовладуваат пиците и бургерите или сармите и не знам манџите, но гледаме 50-50 да е. И тоа е тоа. Не можеме баланс во храната не може да постои затоа што секој шекер што го внесуваме, све гледаме шекер. Да. Се околу нас е шекер. И многу е тешко децата да се, мислам тешко. Се работи на тоа, ама треба време, фаќа време и децата да ги освестиме што е здрава, а што не здрава храна. Зет ми е кувар, професионален кувар. Значи, кај него е све македонско. Све прави македонско до 3 години. Лео почна во прискул, или не знам, градинка, Да, пример. градинка. И кога му дава за јадење, тој не јадеше првите 2 недели. Веќе велеше дека имал храна за кучиње му давале. Сега, исто, 50-50, ние го молиме да јаде наше нешто, но секогаш, не знам, Макдоналдс се многу повкусно и И се отколку све друго. наше, да? За жал. За жал, да. За жал. Ке речеш и твоите се дојдени овде, која Да. година дојда мама и тато? Пред 3 години ги донесовме овде. Пред 3 или 4 години, така нешто. Помош ги голема, донесовме. предпоставам, ветер во грб. Ветер, мене главната работа со нив им е да си помогнат сами на себе. У смисла дека и тие заслужуваат многу подобар живот. Јас се сеќавам моите родители, мајка ми или татко ми се фаќаа по 2-3 години да работат за без пари. И само бидејќи имаат такви мајндсет дека треба да останат на тоа место да не изгубат нешто. Се плашеле за нас, факт. Но тие заслужуваат многу подобар живот. Што работеа во Неготина која беа? Што Мајка ми работеше во фабрика за кабли. така? На јас од кога се сеќавам. Татко ми работеше во првата
работилница за леп, не знам како се вика на македонски, јадран. Се вика од кое што еден од основоположниците е мојот дедо. Мојот дедо е многу познат у Неготино, го вика Ило Лебарот. Затоа што он си сватил, окей, сега ние основавме фирма, но јас сакам да бидам продавач на леп. И само тоа го правил, затоа што бил фудбалер, сакал да има повеќе време, и значи ние ништо немаме искористено од тој временски период, затоа што такво било уредувањето, како некој што има основано нешто. И моите мајка и татко цел живот кога ќе памтам, работеле Тешко и напорно, да. Тешко и напорно, фалшо ми помагаш. Да се надоврземе, да. Тешко и работеле. И сега сакам, иако работат тешко, да знаат што работат. Да им се цени тоа, да им се цени и по пензионерски денови, затоа што имаат они последните 3-4 децении од нивниот живот, они имаат по 60-65 години, они имаат уште едни добри 20-30 години, пар да бидат исполнети. Да си ги живеат со внучиња, со внучиња, да бидат среќни, да бидат финансиски стабилни, затоа што од 90-та, од кога се случи распадот на Југославија, некаде од која јас се сеќавам 97-8, значи нашиот главен проблем на сите македонски било финансиите. Ние никогаш не бевме доволно сигурни во нас, бидејќи секогаш се плашевме за нашите финансии. Да. Како ќе се плаќаат студии во Скопје? О, да. Како ќе се преживее месецот во Скопје? Продава се. Да. Знаеш, коли. За магистерската знам дека татко ми ја продаде колата. Претходно продаваа лозија. Тоа е нормално и ние истото би го направиле. Да. Ама на толку тешка и напорна работа на крајот од денот не е фер. Јас се сеќам, он година и пол не зимаше плата. Јас се сеќам на тоа и он оди уште на работа. Јас му кажам, окей, зашо одиш? А што друго можам да правам? Од 4 сат секој се бајле станува за да оди на работа кај што не го плаќаат. Најсмешното се е, пошто Неготино е мало место, и зима кредити на истата фабрика, каде што работеа, и овие синовите нивни, каде што кај нас све пречи, возеа Range Roveri, 10 Range Roveri купија за цела фирма, за овие да немаат ништо да зимаат, да не зимаат плата. Татко ти година и пол нема земена плата. Ali не само татко ми, цела фирма. Цела фирма со деца и фамилии. Ти прв пат тогаш видовме Range Rover. То не се у Неготино Range Rover кола од $200,000 у тој временски период. А ти се мислиш крај со крај како да свршиш. Да. Ја има фармерки од 14 додека почнав ја да си купувам сам. Така. Тешко е. Така е. Напорно беше и беше тешко. Беше немаштија. Беше немаштија и моите направија најдобро што можеа за мене и ми пренесоа све најдобро што можеа за мене. Школата сега и траумите што ги преживуваме за несигурноста што ја живеевме и кога дојдовме тука е нивна заслуга, но тие знае најдобро тоа да го направат. Мислам дека не беа тренирани за подобро. Не беа едуцирани за подобро, не беа така по режим. Така треба и така ќе биде. И така се воспитуваа деца. Точно. Тоа е толку, нема повеќе. До тука е. Екскурзија нема екскурзија. Или нели? Да. Скопје одат сите од школа, не може. Да. А за тоа па ме научија да бидам добар човек. Скромен. Ја мислам дека сум добар човек. Скромен, ние сме родени во немаштија и во духовна имаштија. Ние секогаш сме имале борба со тоа. И тоа никогаш не било проблем. Ја секогаш ќе преживееме и со минимум и со максимум. Но јас се сеќам, јас бев од мајка ми и татко ми имам наследено дека треба да бидеш со секој добар. И се сеќам, Надица се викаше, имав школска другарка каде што сите избегна. Знаеш, во тој временски период каде што пред булингот да стане сегашен булинг, ние правевме булинг као деца многу голем. И јас бев човек што се тепаше со сите деца. Затоа што кога бев прво оделение бев и еден ром ме прашуваше колку е сат, ја кажам немам сат, он ми удри бокс и од тогаш јас станав како главен, да. И јас секогаш се тепав против посилните и ги заштитував послабите. Пример, јас како алфа мажјак у тоа временски период, како алфа другар, јас застанав, знам дека Надица сите ја плука у тој временски период, ја турка, јас со неа седев. И така почна да ја засакаат. Сите што има некак, потоа,
седев имав глувонемо девојче, јас седев со него. Јас секогаш пробав да ги заштитам тие што не биле заштитени. И до ден денес, ако си послаб од мене моментално, физички, јас секогаш ќе застанам на твоја страна. Така, тоа е одлична особина. Тоа тие ми го пренеса. Така. Но на крајот од денот не сте биле гладни. Не, Било- не, било многу добро. тежок Многу живот, добро но- живеевме. Не, за нив бил тежок. За нас Да. беше совршен живот. Така. И сега Еве се тука и сакаш да им го понудиш најдоброто, конечно нивната работа да е цената, вреднувана и исплатена. Да. Без доцнење, без година и до две Да. неплатени сметки, мислам, плати. Да. Сигурно ти помагаат и со Со децата, чување, да. со децата, многу е И поразлично. нашите и нејзините родители се тука, помагаат максимално со се околу нас. Се е подруго. Да. Со нејзините родители ние никош не осетивме тешко во тие година и пол што живеевме кај нив. Со нашите, кога дојде малце сега на подоцнежни години, не осеќаме толку проблем со каде би, ако едните баба и дедо не се слободни, каде би ги оставиле другите деца. Моментално немаме никаков проблем со тоа. Супер. Илија, како е да се гради дом подалеку од топлиот дом? Како ти се чувствуваш по тоа прашање? Дом се луѓето. Така. Луѓето што ќе бидат околу тебе. Јас не знам друг начин на дом освен да познаваш некој. Си живееш со сопругата, со Да. двете деца, си градите дом. Да. Домот е кај што ти е срцето Точно. ти е овде, помеѓу најблиските. Што работиш сега? Океј. Првата година кога дојдов, тоа беше, значи, 2015. Ние двајца браќа, Александар и Никола, отварат во тој временски период аукцијска куќа. Уште е само како магазин, уште не е почнато како бизнис за онлайн бизнис како што е денес. И јас од првиот ден сум првиот вработен таму. Значи, до ден денес сме заедно, до ден денес станавме најголемата онлайн аукцијска куќа во Индијана и сум сигурен Нортвест Индијана и Чикаголенд сме најголемата и најбрзо растечка онлайн аукцијска куќа. И од првиот ден работев да ја стекнам нивната лојалност. Откако ја стекнав нивната лојалност, последна 2 години така беше нешто. После тоа не свати веќе дека јас сум на работа и продолжувам. За тоа сега што ти го зборувам, јас сум максимално посветен. Јас, значи, сум лојален со тебе како другар до крај. И ако ме предадеш ти, јас сум се уште лојален до крај, нема да бидеме никогаш веќе пријатели. Со нив е различно. Ние почнавме како пријатели со $8 на саат и сега сме еден вид бизнис партнери. Јас 8 години водев се што се случуваше околу нас, за како би изгледала куќата, како би имале, колку аукции би имале, да до денес стигнеме да имаме аукција за луксузни саати. Конкретно продаваме се, имаме секакви договори со Home Depot, Amazon, некој што не знае Home Depot е како, не знам, Македонија дали имаме нешто слично. Океј, Amazon Продавница за да. за домаќинство, делови, Да се. за дома, за се што може да се реновира, да се фарба, за материјали градежни, за се, да се. така. Да се. Значи сме стигнати на ниво каде што имаме конкретно директни договори со нив. Во еден временски период лани ние имавме повеќе алати на батерии или алати за домаќинство отколку самиот Home Depot. Значи имаме повеќе од 20 на аукшени неделно, значи 6 до 7.000 производи излегуваат на неделна база од нашиот магазин и почнуваме да градиме поголемо и поголемо. Јас сега конкретно застанав и работам само со клиенти и како би изгледале новите аукции, а друг човек превзема за како би изгледале другите вработени. Затоа што имаме повеќе од 50 вработени. Веќе не сме ние мала веќе, да, ние сме средна компанија каде што работиме и гледаме напред. Право, ти помага нешто некако, не можам да речам факултетот, затоа што ете,
едно студираше, друго работиш, но искуството, животот во Македонија, ќе речеш работев маркетинг, дали тоа ти помогна некако за да стигнеш до она што си денес? Да, и јас главно гледам секојаш брендирање, 100 пати го кажам денес, брендирање на самиот себе си и на целата компанија. Значи, кога ние се брендиравме како TML Deals, конкретно луѓето изградивме лојалност и доверба да во тој временски период, иако беше Америка, беше многу, освен на Амазон и на eBay, да му веруваш на некој онлайн сајт дека би ти продал нешто. Се сеќаш, имаше многу лажни карти кај што крадеа социјални броеви и се. Да. Значи, имавме ние луѓе што би дошле за $1 да купат нешто за да видат и да кажат, окей, значи овој е се вистински или не, дали ќе не излажат, дали утре ќе си отидат од бизнис или дали ќе продолжат со нас. Ние имаме од првиот ден имаме сигурно 100 клиенти што се враќаат, купувачи што се враќаат секој ден. Тие се најдобрите. Да, тие се најдобрите. Тој клиент што се враќа е тој лојалниот. Тој е тој што носи уште 5 Во тој временски период немавме ние пари за маркетинг толку. Немавме ништо, ние одевме од уста на уста. Тоа е најдобриот маркетинг што може да постои, затоа што не ги лажевме луѓето. Така. И ако нешто е не е исправно, секогаш пробувавме да најдеме начин да го поправиме тоа. Твојата сопруга е агент за недвижнини, сосема нешто различно од она што си ти, да речеме. Колку вашите кариери се носат една со друга? Како таа ти помага тебе, а и ти не се? Овака, богатството, финансиското богатство е круг. Ние секој, кога гледавме во Македонија како пропаѓаат богати луѓе, затоа што немаат добар круг. Ние само знаевме за црни пари, што би требало да имаш некои пари за црни дни, како ги вика, како emergency фонд, што треба да го имаш. Но во Америка е се толку поедноставено. Они ти кажуваат, окей, треба многу читање, треба многу пазење, треба многу инвестирање и ние како секоја индивидуа посебно во инвестирањето јас го гледам како круг. Значи треба сватив, окей, значи добивам доволно сега, но што е утре кога би се случило нешто. Така изградив свој 6-месечен фонд, каде што би бил emergency фонд за ако би се случило нешто како јас би преживел. И од кога ми останаа повеќе пари за другите, почнав да ги инвестирам. Прво што инвестира секој македонче што нема поима е купување на real estate. Истото се случи и со мене. Јас купив real estate, но јас не одев да заработам на брзо. Јас вложувам во луксузни населби, во луксузни домови, каде што рентата, киријата ќе е малце повисока. Јас, мојата заработка ќе биде на минимално ниво, но мојата функција за 10 до 20 години ќе биде многу поисплатлива отколку инвестицијата, помалата инвестиција на тој временски период. По превод ќе порасне цената на куќата купена, станот купен во убава населба, него во лоша населба. Па еве, ние купивме првата куќа која купивме беше 175.000 долари. Сега е процената на 280.000. Значи од прилика 100.000 долари за 3-4 години пораснуваат цените. Така, затоа вреди да се инвестира во тие работи. Ќе речеш инвестирам и во други работи. Во што инвестираш? Во стакс. 50% од јас имам систем каде што мојот прак на ризик е многу голем. Јас одам на ризични работи затоа што се уште сум млад и пак колку и да изгубам можам многу лесно да заработам. Главно вложувам во тоа и вложувам на старски начини за секој случај ако се случи нешто во сребро и злато, но многу мал количина во физичко сребро и злато и вложувам во часовници. Колку часовници имаш? Имам неколку. Колекција на часовници. Би сакал да изградам уште поголем. Така. Каде шетате? Каде сакате да одите? Каде патувате? Каде одите на одмор? Моментално со децата само all inclusive е све вклучено ни е најлесно. Ресорти каде што имаш се. Да. Каде што можеш да одиш од плажа на јадење, од јадење во ресторан, хотел, многу е поедноставно. Да, еднаш
првата година бевме со Лана, тогаш бевме во Грција и свативме дека тоа не е за нас. Зошто? Ако не е ресор, требаме да одиме секој различно јади од нас, па требало да одиме, го губиме нашиот квалитетен временски период во храна, во наоѓање на што би се случило у локалните, Кој би готвел, каде би јаделе, во кој ресторан, тука се имаш. Точно. Одиш, јадеш, значи сакате да предпоставувам Мексико, островите тука. Да, Јамајка бевме последен пат, Лани, и гледам конкретно да моите 50 недели се посветам максимално на работа и 2 недели да имам за нив. Одморче. Да. Така. Во тој временски период пак работам, Нормално. но гледам да сум со нив повеќе. Те слушаат ли? Послушни ли се? Не знам. Не. Те не изгледаат. Не изгледаат дека слушаат, но многу се љути кога ќе им викнам. Не го повишувам тонот ни често, ни тоа, но лесно се увредуваат ако нешто им кажам што ја мислам дека е така. Јас споменавме македонската црква во Crown Point. Да. Одиш ли на црква? Одиш Одам, во македонската заедница таму? Се дружите? Да. Колку што можете, предпоставам. Секоја недела си на литургија или кога можеш, кога не можеш? Кога можем. Јас конкретно одам да сакам да видам таму драги луѓе и мислам дека тоа е единственото парче каде што треба да биде како duty free зона, каде што треба не таксирана зона, каде што ние буквално кога се наоѓаме во Македонија. Тоа е единствената ризница на културата и нема друг начин да се заштити културата него црквата. Тоа ни е дадено сега. Немаме театар, немаме ништо друго. Ако го немаме, ако го изгубиме и ова, тогаш не сме изгубиле све нешто. Одиш таму, ги носите децата? Да, ги носиме децата. И кукни пријатели сме со двајцата свештеници, отците Александар и Георги, и гледаме да поминуваме и со нив време. За сите оние кои што не знаат, во Crown Point во Индијана црквата е многу голема, многу убава, голема сала има, преубава црква, Петар и Павле, така. Имаше многу настани се случуваат, концерти, како што се случуваат концертите во Чикаго, така и во Crown Point се случуваат. Знаеш отприлика колку македонци има во Crown Point, во кои што можеш да ги видиш како доаѓаат во црква? Има некаква бројка отприлика? Отприлика се 5000. Така. Сигурно се поеќе. Дефинитивно. Сигурно се поеќе. Не сум толку запознаен со тоа, но мислам дека се 5000 фамилии. Така, отприлика. Значи тоа да. Доаѓаат нови или се што е... Доаѓаат нови. Дојдено од времето? Не, доаѓаат нови. Доаѓаат нови исто како овде. Нови фамилии, нови луѓе се селат. Не да се фалиме се, ама кога дојдовме од Источна Македонија, Централна Македонија, малце го раздвиживме. Затоа што порано беше се од Западна Македонија, битолскиот и охридскиот крај, сега кога дојдовме ние малце овде, раздвиживме некои работи како начинот на ние како го гледавме, како живеевме тамо, го донесовме овде. Да, како што и разговарав со отец Тони Јошевски во подкастот и он самиот рече, Марија, 98 година кога прв пат дојдов тука, македонците многу беа од западна дојдени. Сега нема од каде ве нема. Од цела Македонија речи едно место од таму има. Значи било кое место на картата најде го, има дојдено фамилија, еден поединец, цела населба. Така што има случаеви тука во Чикаго каде што во средно училиште од еден од нашите градови во Источна слават матура овде. Цел клас е овде во Чикаго. Навистина се мислам не може сите во Чикаго, ама некој живее во Вегас, некој Индијана, некој Флорида, ама се собираат сите тука во Америка да си прослават матура. Јас знаеш како културолошки го гледам разликите. Значи ако порано песните беа, ја не ги знам тие песни македонски. Тоа не се ни стари, се стари песни, но не се стари крајски песни се. И сега се менуваат на малку помодерна варијанта. И се сеќам Ламбе која беше пред некоја година. Јас кажувам, сега може да ги видите новодојденците и стародојденците, ако се млади и
постари луѓе, гледаш тие што ги знаат песните на Ламбе се новодојдени и овие што не ги знаат се стародојденци. Така. Се менуваат. Да, се чувствува тоа и во стилот, и во облеката, и во гардеробата сме го забележале. Конечно тоа. не е нивна црквата. Да. Нека сите си ја присвојуваме. Бог е еден. Не можеме да присвојуваме ништо, ние сме само дојденци тука. Така. Не зборам за Америка, дојденци на овој свет сме. Ништо не е наше. Многу е лошо да присвојуваш нешто што е изградено на нечива култура. Така. Илија, што е следно? Каде Илија ќе одмара ова лето? Ќе работиш само? Ќе пишуваш можеби нова книга? Не верувам дека ќе пишувам нова книга, затоа што мислам дека тоа е за постари години. Мојата главна идеја е да формирам како movement, што ќе биде movement за бизнис и ќе биде movement за како би требало да изгледаме. Се надевам дека со компанијата ќе застане позади мене и ќе продолжиме заедно да го направиме тоа, затоа што мислам дека уште 10 години сум јас во мојот прайм, како се вика на македонски. Да, прайм. Вистина е така. Така. И потоа полека ќе треба да се отпуштам, да ги отпуштам конците, затоа што не можам да контролирам се и врз мојот живот и во животот на моите блиски. И мислам дека тоа ќе го направи тоа што го сакам, ќе патувам малце повеќе, ќе можам да ти понудам тоа што јас мислам дека би требало да изгледа добро за тебе како PR и како бренд, како би требало ти да се формираш. Што би мислел дека тоа би било добро како твоја инвестициска опција, затоа што ние сме дојдени овдека и сме само инвеститори на нашето време и инвеститори на нашиот живот. Времето е животот. Дали сакаме ние да го продолжиме, значи константно да живееме неизвестност или сакаме да работиме многу првите 10 години и да константност, а после да излезе целиот нас успех натака. Ќе цитирам отец Тони уште еднаш кога ми рече, ако сакаш да го насмееш Господ, кажи му ги плановите. Така што едноставно што дојде, како треба така ќе биде и што е твое ќе дојде. Вистина. На крајот од денот. Би се преселил Македонија во далечна иднина? Блиска, не верувам, но далечна. Јас би сакал. Сакаш да живееш назад Македонија? Да. Каде, во Неготино, Скопје? Не верувам дека ќе успеам во Неготино да живеам. Значи Скопје. Да, затоа што мислам дека мене ми фали динамика. Јас сум многу динамичен во све. И мислам, Скопје е вистинското место, Скопје е нашиот бисер, како и да е. Охрид е бисерот за туристички бисер, но мислам дека Скопје е скроен град за мене. После се би се вратил да живееш назад Македонија? Јас да, жена ми уште не сака. Ќе убедиш? Се надевам. Децата? Или Децата мислам дека ако би отишле оваа година или наредната и ако би им покажал све што јас знам, како би изгледало совршен одмор, значи да отидат во Грција, во Црна Гора, во Охрид, да вистински да јадат, вистински да дишат, вистински да зборат, вистински да се дружат, вистински да се смеат, мислам дека ќе засакаат многу повеќе. Мислиш дека тоа тука што го живееме и правиме не е вистински? Овака, јас како се сменив целосно, затоа што јас мислев дека целата моја инвестиција треба да биде во Македонија, треба да купам куќа, треба да купам ова, треба да купам она, подобра кола за Македонија, подобро ова за Македонија, подобро да изгледам за Македонија, не за тука. И еднаш се возевме јас, Александар и Ник, се возевме, дали Starbucks купувавме или нешто и се зборевме за некој што цело време оди на одмор. И овој вика, да, ама тоа е, Александар вика, да, ама тоа е само 10% од твоето време, а 90% направи си го да ти е убаво да кажеш што си. И мислам дека тоа ме промени во бизнис гледна точка. Затоа што ја мислам дека на сите нас ни треба главен ментор да имаме. Многу е лошо кај нас, ние многу сакаме да успеваме сами. Значи, ја ако би возел Ферари, би сакал јас само да возам Ферари, а ти да возиш Лада, пример. Ја затоа пробувам да направам некакво обединување на сите бизнис. За јас да возам Ферари. Не, за сите да можеме да просперираме, затоа што
кога имаше една реченица од едни наши, кој вика, зошто да не му е тешко? И нас не беше тешко, нека му биде тешко. Ете сите заедно да направиме нешто. А зашто не му биде полесно? Да, и мислам дека главната моја стручност со Македонија, кај би сакал ја да го искористам тоа е дека ние сите вложуваме многу пари, нели? Годишно околу $1 билион се внесуваат од Америка во Македонија. Не ме фаќате за бројке, еве и да се $1 милион, ама се многу поеќе. Зошто ние секојаш треба да даваме пари за хуманитарни работи? Не велам дека е лошо. Зашто ние секојаш треба да уложуваме во нешто што не би ни се вратило назад? Зошто да не направиме фондови како што прават јапонците? Знам дека е тешко. Јас борев со многу луѓе што се внатре моментално и им кажам зашто да не основаме фонд каде што можеме да помагаме на градови и се, ама каде што луѓето што инвестираат внатре ќе видат некаков бенефит. Да. Многу е лошо, ние немаме никаков бенефит сега и сакаме да уложуваме внатре. Зашто да уложуваме? Точно ние ги луѓето од овде и што се во екзил ги предвижуваат парите на недвижностите таму. Вистина е тоа. И вистина е дека 2000-3000 евра на квадрат во Скопје го придонесува некој што дошол од тука и што извадил $200,000 и рекол, јас би сакал стан да купам. Зашто не беше така. Не, никако не беше така. Беше поразлично, но сепак нели странскиот капитал си го прави своето. Да, но зашто сите да не уложуваме во нешто? Пример, мојата главна идеја со моите пријатели е да уложуваме во пример спортски феномени, како до 13-14 години, кога што се добри фудбалерчиња или кошаркари или што е да било, им кажеме, окей, тогаш дајте, ние ќе направиме фонд кај што ќе има пример $5-6,000 на месечна база, каде што тој ќе има најдобра суплементација, најдобри тренери, најдобро се, и ние ќе му помогнеме на тие луѓе, но и ние ќе имаме нешто. Океј, како секоја инвестиција, некаде ќе пропадне, но да се роди еден Меси кај нас, се роди еден Новак Џоковиќ. Тоа, види, на многу им треба таква помош. Има многу талентирани деца кај нас, кои што знаат да играат и фудбал, и кошарка, и не бидува како нација за спорт. Но треба подршка, треба подадена рака, треба сали, треба тренинзи, треба тренери, треба суплементи, треба храна, треба цела индустрија позади да застане. И тоа е одлична идеја, тоа некој да го финансира, спонзорира, да инвестира за да може тоа да се види бел ден, така да таа инвестиција да се поврати на еден или на друг начин. Точно. Што е зошто да не? Зашто тоа може да се направи многу лесно. Како би го направил ти тоа? Така, пример, имаш дете што е добро во фудбал. Зашто еве, јас имам сега моментално со ќерка ми, знам како спортските работи стојат тука. Тука можеш да платиш, многу е скап спортот. Знаеш и сама, многу е скап. Например, ако си нашиот фудбал, ако сакаш да го тренираш, се околу $3,000 годишно. Не збориме за суди, не збориме за каде што ќе одиш, за јадење, за пиење, за се, не збориме за другите трошоци. Значи, тука ги примаат секој за тоа што некој родител си дал на детето пари за да почне да тренира. Кај нас разликата е што имаме талентирани деца каде што си изделуваат од толпата, но бидејќи немаат на тамошни финанси, тие само стагнираат. Овде, окей, сите почнуваат со исто и немаме некои големи осцилации на талент, но кога ќе се појави еден талент, тогаш се појавуваат школи, тогаш се појавуваат сите околу него. Академии, скаути, тренери доаѓаат, се ти е тука на дланка. Се ти е на дланка. А како планираш тоа да го имплементираш во Македонија? Како? Тоа беше целиот договор, да имаме пример да можеме да уложиме со родителите, да збориме и да уложиме каде што нема да бидат излажани. Значи ние како компанија ќе уложиме во твоето дете и ние бараме назад 10% од колку ќе првиот професионален договор. До тогаш, значи 4-5 години, целиот терет за финансиски ќе ти биде скинат од твојот скалп и ќе примени на наша страна. Тоа доживотно ќе трае или така се договорите. Затоа што ако не ти помогне некој во твоите 6-7 години, додека се формираш како вистински спортист, тогаш е многу тешко понатака. Ако имаш вистинска поддршка, да, тогаш договорите се
полесни. А договорите нема врска, еве, и да се 10 годишна база, но луѓето им треба тука да видат дека имаат некаков бенефит од нешто. Да. Затоа што ние никаков бенефит немаме од ништо. И сега има некаква организација околу тоа, има некакво Пробуваме. добро. Еве идеја, некој ако сака, Така. нека ме контактира, ќе направиме заедничко и ќе почнеме со нешто. Затоа што ние сите толку го сакаме тоа парче земја, Македонија, но кога ќе дојде до некоја поголема инвестиција, сите се тргаме настрана. Нема ни еден македонец од тука, јас што знам, што има инвестирано у наша македонска компанија. И вистина не треба да инвестира ако нема никаков бенефит од него. Имам неколку што ги знам што си имаат купено свое место на одборот, затоа што сакаат некаква конекција да имаат со Македонија, но никој нема нешто конкретно каде што би можело да има некаква исплатлива трансакција. Значи со бизнес идеи да се обратат кај тебе. Не, затоа што од бизнис се ствара се. Така. Гледам дека книгите си го прават своето. Идеите се тука, навистина може да слободно да контактираат, да побараат рака, ако е вистинска идеја ќе им биде подадена, нели? Еве ние како средна компанија во Crown Point, нема еден македонец што да има дојдено, а што нема почнато од кај нас, дури да чека 2-3 месеци, 2-3 недели за документите додека му дојде, додека има социјален број или се, додека не сме му помогнале. Че помагате и на Целосно, новодојденците. Целосно, ние имаме фамилија со тројца од четворица луѓе што тројца работат одма. Татко ми работи со мене. Така. Тука е, Тука нели? е, да. Се истоти на крајот од денот. Да. Супер. Илија, ти посакувам се најубаво, успешна кариера, бизнис, убава бизнис приказна да напишете понатаму и што повеќе помош за оние на кои што им треба, подадена рака и таа идеја што ти е во глава да се исполни. Но се надевам. Се најубаво во брачните води. Благодарам. Се надам Тоа ќе најважно. слушаат, така, се надам дека ќе слушаат децата што повеќе и повеќе. И за крај на самиот разговор, на самиот подкаст, твој совет. Што ти влечеш од животот во Македонија, искуство и животот во Америка? Мостот. Совет за сите оние кои што сакаат да дојдат, не сакаат да дојдат, си отишле назад во Македонија, живееле во Америка. Твој еден заклучок. Оака, мислам дека Македонија е книга без пракса, додека Америка е пракса без книга. Како тоа го сваќам? Затоа што тука директно си во оган. И ако не научиш да пливаш со ајкули, тогаш ќе бидеш изеден. Во Македонија можеш да пливаш со секој и секогаш ќе си просечен. А тука многу лесно можеш да станеш се. Тука ја научив дека, окей, има главни работи што се важни и се што е споредно. А во Македонија сите споредни работи се поглавни од колку главната работа што треба да ја извршуваш. И мислам дека треба да дојдат сите за да сватат само принципот на како работиме. И не е све лесно тука, затоа што треба многу труд и многу работа. И мислам дека истото тоа, сега кога би отишле сите ние во Македонија, бидејќи различно размислуваме, многу повеќе би ја направиле. Зошто? Затоа што сигурно ти во Македонија би работела многу помалку од колку што би работела тука. Истиот временски период да го посветиш тука, да го посветиш тамо, ќе ги донесеш истите резултати во различна валута само. Така. Искуството си го прави Да. своето, годините, проживеаното, виденото, напатеното, што би се рекло, ништо се не би поминале, не сме поминале овие 10 години. Еве колку што сум јас тука, ти овде. Животот те учи секојдневно. Не било лесно да се стигне до она што си денес, до она што сум јас денес. Не било воопшто лесно да се седне на овој кауч и да се прави подкаст, се е процес. Секоја чест. Се ти благодарам, се животно искуство, транзиција низ која што поминуваме и секако растеме и учиме низ тоа. Созреваме, а така сме подобри за нашите деца. Тоа е мој гледање на нештото и на работите. Ти благодарам уште еднаш и се гледаме во некоја следна прилика. Да ми останеш во добро здравје и позитивен дух како што си. И се надевам на некој следен проект и следен разговор повторно. Ти благодарам. Моја
Имав многу трема. Морам Така? да признам. Зошто? И мислам дека не дадов Максимум. 100%, не дадов Да? максимум сигурно, ама затоа ќе имаме следни Зошто имаше видувања. трема? Не знам. Ја немам. Не си, кога го разговаравме воопшто не покажа трема. Да, ама немам ја искуство. Знам дека мускулите памтат. Така. Но 10 години се 10 години. Ја Так. 10 години немам однос со камера, јас немам однос со разговор во живо. На овојат сосема различни и благодарам за тоа. Така. Беше еден од првите кои што ми даде подршка, ми рече само напред и навистина ми даде идеја зошто да не ми гостуваш, зошто да не бидеш дел од оваа приказна, затоа што тука си веќе 10 години, ја пишуваш својата приказна, потекнуваш од Македонија, доаѓаш од Македонија со низа искуство во модниот свет, во низ клупите кај што си учел, студирал, си го искусил македонскиот живот, го искусуваш животот овде во Америка. Се надам тремата нема да биде проблем Не. следен пат. Што не е кажано, ќе кажеме следен пат. Така? Здравје, имаме. Така. Ти благодарам уште еднаш. Драги мои, останете ми во добро здравје. Ова беше Марија во Америка, секоја среда на YouTube Марија во Америка, македонско време 19 часот, американско време 12 часот. Бидете така добри, позитивни, следете ме, гледајте не. Подршка е секогаш добре дојдена, следете не на сите Facebook, Instagram, YouTube и социјалните мрежи се тука да ви прикажат и покажат она што ние го снимаме и го работиме овде. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме следната среда. Чао, чао.